Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за принципи на мерење. И верувам сите знаете што е мерење, сте се мериле на вага колку тежите, сте мериле нешто колку е долго, широко, колку е температурата и така натаму. И тоа е тоа што главно се подразбира под поимот мерење. Така значи го имате интуитивно сваќање. Но тоа главно важи за физичките науки, така на биологија, хемија, физика, иако физичарите имаат и една од најголемите проблеми кај физичарите е the measurement problem, што е поврзано со декохеренција и така натаму, но тоа е во квантна механика, не нас занима сега тоа. Значи, сите знаете што е мерење, но во статистика дефиницијата за мерење има нешто си поголем опсег, опфаќа и некои други работи кои што интуитивно не личат на мерење, така ќе речеш ова не е мерење, но во статистика се сметаат како вршење на мерење. И ќе видиме што се тие работи. Океј, да започнеме. Во статистика можеме да речеме дека имаме три главни типа на мерење. Првиот е броење, вториот е подредување и третиот е сортирање. Каде што првиот тип на мерење, поточно броење, е тој кој сите интуитивно го сваќате. Така, значи броење представува кога избројуваш единици, број на единици од некаква си скала. Така која е стандардна и дефинирана, земена по договор, како и да е. Значи имаш броење на единици на должина, значи земеш метро и мериш колку е долга масата, така? И броиш 1, 2, 3, 4, 20 сантиметри. Океј? Или пак имаш броење на единици на тежина. Така се качуваш на вага, имаш 1, 2, 3, 4, 5 кила и така натаму. Океј, значи избројување на единици од дадена скала. Вториот тип на мерење, односно подредување, верувам дека исто така ќе го сватите интуитивно, а тоа е на пример кога правите, да речеме, направите листа на работи кои што ви се битни во животот. Ти сега имаш, не знам, фамилија, пријатели, пари, успех, здравје и така натаму и сега ти ги подредуваш под некој субјективен редослед, односно правиш еден вид мерење. Друг пример е на психолошки прашалници, има некаква ситуација или нешто се случува и има 5 опции. Така, има многу задоволен, задоволен, просечно, нели, незадоволен, многу незадоволен. Ти одговараш едно од тие 5, така заокружуваш и всушност што се случува, вршат мерење на тебе за тоа прашање. Како што некој може да ти измери, да изврши мерење колку сантиметри си, може да изврши мерење колку си задоволен за тоа и тоа. Во ред? Третиот тип на мерење е тој што е најнеинтуитивен, но во статистика се смета како за мерење, а тоа е сортирање. Сега, како би изгледало ова? Например, има студенти кои аплицираат за упис во, не знам, факултет некој или за влез во студентски дом. Океј, сега како што доаѓаат, ти ги сортираш врз база на одредена работа која ќе ја мериш. Така, пример, доаѓаат голем број студенти и првично ги сортираш на машки и женски. Океј. Значи тоа е првото мерење. После можеш да ги сортираш на тие кои се примени на УКИМ или не знам, некој друг универзитет или спрема факултети. Не е битно. Поентата е ќе направиш уште едно сортирање. Така, па можеш да ги сортираш на тоа дали се високи или ниски, дали се плави или црни, како и да е. И на крај ќе добиеш повеќе подгрупи. Така. И всушност што си направил, си извршил повеќе чекори на мерење. Така, значи ова е едно мерење, ова е второ мерење, или не подобро е всушност вака го заокружам. Секогаш кога правиш одреден избор, групата што ја имаш или што и да имаш, да го поделиш на одредени групи врз база на одредена карактеристика, правиш ти мерење. Океј. Значи, пример, кога си го имал овој студент, бил само како непознат, така, и сега си извршил мерење, значи он бил само како X. Си извршил мерење и си добил дека е машко. Океј. Иде друг студент кој е Y, така непозната. И извршиш мерење, си добил дека е женско. Океј. Значи, почнуваат од некоја непозната и добиваат на крај некоја вредност. М, пример. Слично и со овде, така, например, почнуваш со непозната колку си висок и на крај добиваш вредност 74 сантиметри. Океј? Значи, тоа е мерење, иако не е интуитивно, ова сортирањево. Но се надам дека колку толку ме свативте.
Сега пред да продолжиме, треба да спомнеме што се варијабли и варијати. Океј? Варијабли се непознатите, односно кога вршиме мерење на непознатите, го добиваме мерењето, нели, за варијаблата. А варијати се сите случаи на мерење кои сме ги направиле, нели, за одредено мерење. Кај првиот пример, нели, кај броење, тоа би било, ќе земам со црна боја, имаш x, y, z, w, така, и сите од овие се варијабли, каде што секој мерење ќе биде различно, така 175, 180, 163, 170, така. Секој од овие варијабли имаат сега некоја си измерена вредност. А сите овие заедно се варијати. Вред? Например, ако мериш одредено биро и бирото има, да знам, должина од 150 сантима, така, значи тоа е варијаблата, додека ако го мериш ова, она, тоа тамо биро и други бироја, тие сите се варијати на таа варијабла. Така? Значи мерења должина на биро. Секој биро си е посебна варијабла, али сите заедно ли се варијати. Сега, кај примеров со сортирање, третиот, така третата форма на мерење, всушност вршиме, бидејќи вршиме две мерења различни, може и повеќе така да вршиме, добиваме повеќе варијабли за варијатите. Океј? Значи добивме пример за x дека е машко и дека е, не знам, примен на факултет. Океј? Може нешто друго да измериме и дека има, не знам, тежина над 70 килограми. Океј? И така натаму, и така натаму. И сега интересно е дека секој процес на мерење во овој случај ни дава група која што имаат одредена карактеристика на варијати. Така, например, овдека од, не знам, 100 студенти, сега имаш 50 кои што се у машката група, 50 кои што се у женската група. Така, значи оваа група, целата заедно е варијати од таа варијабла. Океј? И сега, ако таа група ја поделиш понатаму дополнително, нели добиваш помали групи, и оваа група сега, така, која ги исполнува условите и да е женско, и да е, не знам, да речеме, примени на факултет, оваа група е биваријатна. Океј? Значи, сите од овие единици има две варијабли, женско и вакво примено, но ко група вака сите овие се биваријати. Вред? Океј. Се надам дека ме разбравте, колку толку не е за сега, нема тоа да биде толку битно, али понатаму кога ќе збориме за некои работи, повторно ќе се навратиме на ова. Ајде сега во повеќе детали да ги разгледаме трите начини на мерење. И ќе започнеме со броењето. Кога вршиме мерење користејќи броење, може да користиме апсолутни или релативни скали. Сега ќе видиме примери што мислам со тоа. Апсолутни скали се кога мериш број на некој, пример, физички предмети. Така, имам овдека 3 чаши, имам 20 копчиња, имам 10 овци, имам 30 луѓе во класот и така натаму и така натаму. Значи имаш број на физички ентитети кои што ги броиш. Океј, значи броиш со кардинални броеви, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму. Сега, сите други мерења, скоро сите, се релативни. Што мислам со тоа? Например, кога мериш колку е долга масата. Така, иземаш метро, мерам 165 сантима. Се ги речеш, па тоа не е релативно, масата е 165 сантима. Океј, да, но и не баш. Што мислам со тоа? Например, колку е 1 метар, ако те прашам, ти ќе ми кажеш, па 1 метар е еднаков на 100 сантима. Што да, точно, но зошто е 100 сантима? Зошто 1 метар е 1 метар? Тоа е нешто што постои онака универзумот, ко у друга галаксија, ако отидам ги прашам во земјани што е метар, ќе ми кажат е ова. Не, значи метар е величина која е одредена од луѓе по договор. Значи земено е, мислам има интересна приказка како е доедено метар. Скоро за сите скали кои користим има интересни приказки, но за тоа друг пат ќе направам видео. Земено е по договор дека еве замислете си еден стап, така, и речено е ова е еднакво на 1 метар. Океј? Сега, ти се што мериш користејќи таа скала е всушност мерење релативно на тој стап. Така, например, кога ќе земам ја метрото, наместо да пишува 1,65 метра, односно 165 сантима, може да пишува 1,65 стапа. Така,
Значи ја мерам дека бирото ми е колку 1 стап и 65% од стап. Така? Значи ја мерам всушност релативно на тој стап. И ова важи за се друго, мислам, за скоро се друго. Например, кога мериш колку си тежок. Така, се качваш на вага, пишува 70 кила. Океј? Добро, што значи тоа? Земено е по договор колку е 1 кило. Така, значи тоа не е нешто што постои универзално, односно земен е тег и речено е ставен тој тег на направа, така што денеска викаме вага, кој што мери на пример колку притисок дава, колку сила кон, не знам, центарот на планетата. Океј? И имаш одредена сила пред 10 ньютни и кажано е ова е еднакво на 1 кило. Океј? И сега имаш таа вага и се што мериш на таа вага, всушност мериш во однос на тој тег. Пред ти се мериш, значи дека ти си еднаков на 70 текчиња, тако си 70 кила. Вред? Значи сите тие мерни единици кои користиме, сите тие скали кои користиме најчесто во секојдневен живот, се релативни. Без да дали е за температура, електричен потенцијал, густина и така натаму и така натаму. Значи мериш во однос на нешто што е земено по договор. И некои од мерењата може да се конвертираат во други, односно ако се користат различни скали за истата работа. Така значи логично можеш сантиметри да конвертираш во инчи. Така и обратно, инчи во сантиметри. Можеш килограми во pounds. Они американски, не знам македонски како го преведуваат, најверојатно фунти. Можеш да конвертираш целзиусови степени во фаренхајтови и обратно. Така, значи можеш да конвертираш различни единици ако скалата која користиш служи за истата работа. Така, значи нормално не можеш да конвертираш 100 килограми во 30 степени целзиусови. Така, значи нема смисла. Значи некои скали се конвертибилни едни во други, а некои не се. Борете, и тоа го знаете, нема тука што ве објаснувам. Океј, сега. Некои скали кои што се користат имаат еднакви интервали помеѓу секоја единица, некои немаат. Најчесто, скоро најголем дел од скалите имаат еднакви интервали. Што мислам со тоа? Така, ако земеш еден ленгер и мериш колку сантиметри е нешто, така почнеме од 0, тука да речеме дека има 1, тука некаде ќе биде 2, 3, 4 така натаму. Секоја единица е еднаква колку секоја друга. Борет? Значи, разликата помеѓу секоја единици е еднаква на секоја друга. Тие се еднакви скали, односно со еднакви односи. Сега, некои скали не се такви. Например, скалата која се користила за земјотреси, Рихтер. Така, кога ги слушнеш имало земјотрес од 5 Рихтер степени, така, или ќе слушнеш имало земјотрес од 6 Рихтер степени. И си викаш, добро е помеѓу 5 и 6 е мала разликата. Но интервалите во таа скала не се еднакви. Односно, разликата помеѓу секој Рихтер степен е 10 кратна. Океј, значи 5 е 10 пати повеќе од 4, али е 100 пати помалце од 7, пример. Така што ако би го нацртал, вака како на ленгер, Рихтеровата скала би изгледала нешто вака. Така, например, тука имаш 0, па имаш 1, така, па двојката ќе биде тука некаде, па тројката ќе биде тука некаде и така натаму и така натаму. Значи, разликата помеѓу секој интервал е 10 пати од претходната. Значи, ова е 1 пута 10, така. Ова е 2 пута 10. Или, ако би ставил нормални единици, односно, единици со нормален интервал, односно, еднаков интервал под нив, во тој случај тоа би изгледало вака. Ова, например, тука ќе биде 10, ова ќе биде 100, ова ќе биде 1000. Така? И логично е, сега се увидува дека тука всушност било 200, 300, 400, 500, 600, 1000. Океј? Значи, некои скали се со еднаков интервал помеѓу единиците, некои не се. Зошто е тоа битно? Бидејќи од тоа зависи дали можеш да правиш одредени математички операции со мерењата кои ги имаш. Во ред? Например, ако имам 3 температури, така у една соба на 3 места у собата, пример, и на едно место у собата е 37 степени, на друго место е 38, на трето место у собата е 39. Океј, можам си да тие да ги соберам, да ги поделам со 3 и да речам дека просечна температура во собата е 38 степени целзиусови. Во ред, тоа е логично. Но дали ваква операција, вадење на среден просек, би работело
ако ја користиме Рихтеровата скала. Така мерење од Рихтер. Ајде да видиме. Да речеме дека имаме земјотрес 3 по Рихтер, имаме земјотрес 4 по Рихтер, и имаме земјотрес 6 по Рихтер. Поделиме тоа со 3. Тоа е еднакво на 13, 3, 4,3 во периода, најверојатно. Океј. Небитно, и сега добиваме некоја вредност и вака навидом изгледа логично. Така, но ајде да видиме што ќе се случи ако на Рихтеровата скала ставиме единици со еднаков интервал. Вред, тројката би била, да речеме, 1000, така, четворката ќе биде 10.000, петката би била 100.000, значи шестката е милион. Океј, и ова се поделено на 3. Тоа би било 1.011.000 делено на 3, што само вие 11.000 може и скоро да ги занимареме. Милион делено на 3 нека ќе биде сигурно околу 330 и нешто. Не е битно, ќе речам 330.000. Океј. Што дали ова личи дека е близу четворката. Така би ќе добивме 4,3. Дали 330.000 личи дека е близко 10.000? Не, воопшто. Ова е 5 нешто, зашто памтете, петка би било овдека 100.000. Така, а дојавме 330.000 е всушност средната вредност. Така што користејќи скали кои што имаат нееднаков интервал помеѓу единиците, некои математички операции не се така дозволени да се прават. Така, мислам, ти можеш да ги направиш, никој те забрана да ставиш плусеви и да ги поделиш, но тоа што ќе добиеш е безсмислен резултат. Во ред? Истото важи и со скалата со децибели, со јачење на звук, но тука не раста баш за по 10 секој степен, него има логаритамско растење и така натаму, не е битно. Поентата е дека и со децибели некои работи не може да се прават. Друг начин на кој може да ги поделиме скалите се континуирани и дискретни. И самите називи континуирани и дискретни, мислам дека се само објасневи, ќе сватите што зборам. Значи континуирани скали се тие каде што вредностите кои ги добиваш за одредени мерења може да имаат неограничен број децимали. Барем теориски гледано, практично физичкиот свет скоро ништо нема бесконечно, така да тоа нема да се случи, но теориски гледано би можело. Така да кога идеш надвор да измериш температура и сега да знам, ти пишува на термометарот дека температурата е 37 степени Целзиусови. Но дали е точно 37? Така, што, кога иде од 37 на 38, само така скока, нема ништо измеѓу? Па не, нормално има 37,5. Но дали е точно 37,5? Кои се тие такви вредности? Не може таа да скока од 37,5 на 37,6, така што нормално дека има некоја бројка после тоа, и дека има и после тоа, и после тоа, и така натаму, и така натаму. Сега, практично гледано, како што реков, во физичкиот свет, след тие мерени единици имаат некоја финална граница, не знам, 30 децимал или како и да е, но теориски гледано може колку сакаш децимали ја ставаш. Слично и со висина. Така, например, мериш колку е масата. И масата, да речеме дека е 165 сантиметри. А малку погледаш малце поубаво, ќе видиш дека има и 3 милиметри. Но ако погледаш уште малце поубаво со микроскоп, ќе видиш дека е 3,1 милиметри. Така, односно ова веќе се микрометри. Па ако погледнеш уште малце поблиску, така ќе видиш дека има уште една децимала и уште една децимала и уште една децимала и така натаму и така натаму. Сега нормално физички ова е повторно невозможно е до бескрај, бејќи ќе стигнеш до атоми, така и сега кога ќе мериш атомите, што ќе мериш електрони и после што ќе мериш. Така значи ќе стигнеш до некоја крајна децимала, но поентата е дека имаат децимали и може да бидат делкани. Додека дискретни скали се тие каде што нема делкање. Например, бројам колку чаши имам. Така значи имам 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 чаши. Немам чаша и пол, така или која броиш кои луѓе има училницата. Сега, ако вадиш просеци, ти можеш да добиеш пола човек. Така, например, има толку вакви студенти, толку такви, извадиш просеки и добиеш дека има 17,5. Да, но тоа е само кога вадиш и кога извршуваш некои математички операции. Кога вршиш мерење, не можеш да добиеш измеѓу вредности. Значи, добиеш само цели броеви. Сад некој сигурно ќе ми каже, па добро, можеш да имаш 15,5 чаши. Така, значи 15 чаши и една скршена. Добро, ама таа скршената нема да рачунаме како чаша. Во ред, бидејќи не ги обавува потребните квалификации да биде броена.
Така што ќе имаш само 15 или 16 чаши, немаш пола чаша. Океј, ова мислам дека е прилично јасно. Но следната поделба е најинтересна и можеби некој ќе го збуна. А тоа се скалите може да бидат поделени на односни и неодносни, односно ratioed и non-ratioed. И ова ќе го разгледаме преку пример. Да речеме дека имаш маса која е 130 центима, имаш друга маса која е 140 и дали можеш да ги собереш тие должини? Па секако дека да. Така, значи 130 плюс 140, ако би ги споил масите би било 270 центима. Океј, логично. Ако имаш, не знам, одреден човек кој тежи 70 килограми, така и земе, не знам, во раце некоја кеса компири плюс 20 кила, така, на вагата ќе пишува 90 килограми. Логично. Но, ако земеш една соба која има 20 Целзиусови степени, така, и ја земаш таа соба и воздухот таму го земеш кој на 20 и го ставиш во друга соба која исто така има 20 Целзиусови степени, дали сега собата ќе има 40 степени Целзиусови? Или пак ќе биде на 20? Што ќе се случи? Гледате дека ова не би функционирало. Или пак, да речеме, имаш одредена соба која има 20 степени Целзиусови и имаш втора соба која има 0 степени Целзиусови. Така? И да речеме дека ја извадиш топлината од втората соба, колку што има топлина втората, толку извадиш од првата. Така? Колку ќе биде сега температурата првата? Ќе биде 20, нема да се промени? Очигледно тука нешто не е окей. Или пак, така, можеш да ставиш тука плюс знак, не е битно. Ако земеш една соба на 20 степени и ја соединиш со друга соба која е 0 степени, така, колку ќе биде собата сега? Ќе биде 20, нема да се промени? Значи ќе измешаш ладна со топла соба и двете ќе станат топли. Нема да падне температурата. Као што можете да забележите дека собирање и одземање со Целзиусови па не работи баш. Но што ако ги одземам температурите, дали тоа може? Ако земам соба која има 20 степени Целзиусови и земам соба која има 10 степени Целзиусови, а собата што ќе добијам ќе биде 10 степени Целзиусови? Не ми се верува. Најверојатно собата ќе биде околу 15 степени Целзиусови, нема биде околу 10. Но, можеш да кажеш дека разликата помеѓу двете соби е 10 степени Целзиусови. Така, значи, ако измериш од едната и од другата, разликата помеѓу двете е 10, ама ако ги измешаш двете соби, нема да се добијат 10. Океј, ќе речеш, океј, тоа може така. Но зошто се случуваат овие работи? Зошто можеш да додаваш и одземаш работи со една скала, али не можеш со друга скала? Зошто ова не функционира со температура? Ајде да го разгледаме од оваа перспектива. Ако имам 0 сантиметри, дали имам некаква должина? Немам. Нема никаква должина. 0 должина. Така? Ако имам 0 килограми, така рачунаме и децималите дека се нули. Дали имам некаква тежина? Немам тежина. Океј? Но, ако имам 0 степени Целзиусови, дали имам некаква топлина? Имам. Таа е ниска, али може да биде уште пониска. Така, значи немаш негативни сантиметри. Дали можам да измерам негативен сантиметар? Не можеш да имаш негативна должина. Не можеш да имаш негативна тежина, барем не во практична смисла. Но можеш да имаш негативна температура. Сега гледате што е разликата. 0 степени Целзиусови, барем оваа скала, за мерење температура или Фаренхајт исто, не означува апсолутен недостиг на температура. Повторно има некаква температура, некакво движење на молекулите во собата. Но тоа го означуваме со 0. Така? Сега, скала за мерење на температура со која можеш да правиш вакви манипулации е Келвиновата. Така се користи во наука. Зошто? Бидејќи Келвиновата започнува од апсолутна нула. Сигурно сте слушнале. Така, 0 келвини. Апсолутна нула. И слично како со сантиметрите.
Така, нула е кога немаш никаква температура, нема никакво движење на атомите и молекули. Практично не може да се постигне таа температура, но небитно. Не можеш да имаш негативна температура ако мериш у келвини. Така, што би било тоа? Температура е мерка на движење на молекули. Не можеш да имаш негативно движење. Сам практично сега има некои теории у физика каде што мамбо джамбо можеш да имаш негативни температури, но поентата е скалата, користејќи келвини, има апсолутно нула и можеш да правиш манипулации со нејзин. И кога правиш пресметки, подобро да се користи оваа скала. Например, ако земам соба која има 10 степени Целзиусови и ја загреам до температура 20 степени Целзиусови. Дали сум ја загреал собата за дупло? Така за пута 2. Дали е дупло пожешко у собата? Одговорот е не. Не е дупло пожешко. А за да го видиш тоа, треба да користиш келвиновата скала. Каде што 10 степени Целзиусови одговара на 283,15 келвини и викаме да загрееме до 293,15. И очигледно е дека да си ја загреал за дупло. Така, значи си ја загреал за таму дел од процент. За помалце од 0,5% си ја загреал. Така, од 283 на 293 си ја загреал собата. Ако ова би го нацртале, вака као со скали, као со линири, така да речеме дека ова овдека е Целзиусовата, така, која почнува од минус 273,15, тука некаде е 0, така, и тука да речеме дека е некаде 100. Значи ова е Целзиус. Ако ја ставиме келвиновата напоредно, била тука вака некаде, и би почнала од 0, така и ќе стигнеш до 273,15, што е одговара на нулата со Целзиусови, овдека би било 373,15 и така натаму. Во ред? Значи келвиновата е односна скала, додека Целзиусовата е неодносна. И нормално битно е да имаат еднакви интервали, бидејќи ако немаш еднакви интервали, дури да почнуваш од апсолутна нула, не се рачуна како односна. Барем така е у поделбите. Е сега, дали, интересно прашање да се размислите, дали можеме да имаме скала која мери должина која ќе биде неодносна? Дали може да направиме таква? И одговорот е секако дека да. Да речеме земеш метро, така и нормално метро почнува како што почнува келвинолова. Така, сега ти наместо метрото ти почнува од 0, метрото може да ти почнува од минус 100. Така и мериш масава, мериш, стигаш некаде до пола маса, стигна до 0. Така и после уште толку стигна до 100. И колку е масата долга? Па всушност е 200 цантима, ама ти на метрото ќе видиш таму не од крај 100 само. Зошто? Зашто почнуваш од минус 100. Во ред? Така што треба да запазите на вакви работи, кога например се прават некои пресметки или нешто слично, или кога размислувате општо за манипулација со одредени скали и вредности, со одредени мерења, дали можете да ги комбинирате, дали можете да правите некои математички операции со нив. Така, дали тоа има смисла што се прави. Добро, тоа беше главно за броење, сега ќе збориме за подредување и сортирање нешто повеќе. Во ред, мерење со подредување, како што видовме на почетокот на видеото, беше каде што имаш листа на работи кои ги подредуваш по одредено значење, вредност, величина, што и да е. Например, да речеме дека одам во соба број 1, така, идам во соба број 1 и викам, тука температурата е така, пристојна, окей? Идам во соба број 2 и викам, температурата во соба број 2 е пожешка од температурата во собата број 1. Така, не знам колку е, ама потопло е. Добро, идам во соба број 3 и викам, оваа соба е најладна. Во ред. И ако направам подредување од најтопло кон најладно, би било 2 е потопло од 1, 1 е потопло од 3. Во ред, но не знам колку е точна температура во тие соби. Многу е подобро ако би имал термометар, нели да измерам дека, не знам, тука е 27, тука е 35, тука е 18, така? Тоа би било многу поточно и конкретно, но и со овој начин на мерење можам да дознам некои информации за тоа што сум го испитувал. Окей? Значи дека 2 е најтопло, 1 е поладно, 3 е најладно.
И вако вид на мерење, како што спомнав, често се користи во психологија. Например, ти дадат листи на животни цели, така како што спомнав, пари, фамилија, пријатели, академија, и така натаму, и така натаму. И сега да речеме, ти викаат да ги подредиш и окей, ги подредуваш и не знам, некој прв ја стави фамилија, некој така па пријатели, па пари, па академија, додека друг може ке стави ова да биде прво, па академија, па на крај фамилија и пријатели. Во ред, и очигледно дека ова кажува доста за тебе, како си ко личност, така што ставаш испред други работи. Но не ни кажува колку е разликата помеѓу тие работи. Океј, например, што мислам со тоа, кај некој студент, така, кај некој од испитаниците, не студент, разликата помеѓу 1 и 2, помеѓу фамилија и пријатели е можеби занемарлива. Така, значи занемарлива, скоро се на исто, али бидејќи мора да ги подреди става едното пред другото. Додека разликата помеѓу пријатели и пари е можда огромна. Така, овие фамилијата и пријателите може да се на многу високо ниво, па дури таму доле се некаде парите и академијата. Али вака како што ги гледаш, изгледа како помеѓу сите да има еднаква разлика, така, помеѓу 1, 2, 3, 4. Но тоа не мора да биде случајот. Со цел да се отстрани овој проблем, може да се даде сите овие работи, освен тоа што ќе ги подредиш, да им дадеш оценка. Така, значи ти викаат да им даеш оценка каде што, ајде како ќе ставам, 0, 1, 2, 3, 4, 5, каде што 0 е, например, воопшто не ми е битно, 5 е многу ми е битно у животот, 1 и 4 се како не, ко малце ми е битно, многу ми е битно ми е, така. Океј, значи различни категории. Сега, овие сите работи, ти можеш да им дадеш одредена оцена, дури и со децимали. Така што, да речеме дека едниот студент, едниот испитаник, на фамилија ќе даде оценка 5, на пријатели ќе им даде 4,9, на пари ќе им даде, не знам да речеме, 2, додека на академија ќе даде кец. Во ред, додека испитаников број 2, овој со виолетовава боја, може би на пари им дава, еве да речеме, 5, па на пријатели им дава, двојката е тука, академија и дава 4,5, на фамилија дава 4, додека на пријатели дава 3,5. Океј, кај вториот испитаник, разликата помеѓу секој од нив е 0,5. Во ред, спрема секој наредно. Додека кај првиот испитаник, разликата тука се разликува со 0,1, тука се разликува за 1, тука се разликува за 2,9. Во ред, така што овој начин е нешто попрецизно, но сепак е со подредување, така не е доволно прецизен како користејќи скала со еднакви интервали. Ако користиме само првиот метод, овој што е со сина и со виолетова боја, во тој случај викаме дека имаме ординална скала, ординално подредување. Но ако го додадеме и плюс овој дел, каде што имаме бодување со одредени назнаки, така каде што 0 беше сосема небитно, 5 беше најбитно, во тој случај имаме скала со оцени. Така како ординална или рейтинг скейл, ова се нарекува, со рейтинг, сега на македонски тоа оцени би било или важност, рейтинг, не знам како сакате преведете го. Бидејќи оцени се како grades, али рейтинг така некако би дошло. И ова, освен во тестови за психологија, например, многу често го сретнуваме сите во целот на нашиот живот како оценки на школа. Така, например, идеш и сега си добил 5 по еден предмет, 4 по друг предмет, 3, 5 и така натаму. И сега изгледа навидно дека разликата помеѓу оценките е еднаква, така? Разликата помеѓу 3 и 4 е иста како разликата помеѓу 4 и 5. Но тоа и не е баш случајот. Ако би направиле еден како график,
така? Каде што на y-носката ќе ставиме колку е оценката, додека на x-оската ќе ставиме колку е треба да знаеш, колку е тешко да добиеш таа оценка. Би го добиле следниот график. Значи, двојката нека почне од половина од 50 до 60 бода треба да имаш и после од двојка од 60 бода, најчесто нели до 100 идат некако еднакво, така, по 10 или нешто бода до петка. Сега за да научиш до двојка не е до толку тешко. Океј, значи прилично брзо стигаш до таму. За да научиш до тројка е нешто подолго, за да научиш до четворка е нешто уште подолго, за да научиш до петка е најдолго. Така, ако повлечам овдека некои линии надоле, така, ова е двојка, ова е тројка, ова е четворка, и не знам да речеме тука некаде почнува петка. Ке видиме дека разликата помеѓу да си добил двојка или тројка не е еднаква како разлика помеѓу тројка и четворка. Океј, значи полесно е да поминеш од двојка кон тројка него од тројка кон четворка. Не е еднаква разлика помеѓу оценките. За третиот тип на мерење, што беше сортирање, нема нешто многу што да се збори. Само ќе спомнам дека овој тип на мерење често се нарекува и номинален, значи номинално мерење. Ајде да го запишам. И потекнува таму некој си латински збор за номине, нешто име, бидејќи едноставно само категоризираш работи, им даваш имиња и нема некаков редослед. За разлика од ординалното, така, каде што има редослед на работите, битен редослед, да, не ја знаеме разликата помеѓу истите, барем не апсолутната, знаеме само релативна разлика и битен редослед од кој е прво, кој е второ, кој е трето. Додека кај номинално мерење нема разлика помеѓу кој е прво, кој е второ, кој е трето, така. Нема еден студент степен на например еден христијанин, други муслиман и сега едниот го ставаш пред другиот. Нема врска, тоа се различни категории, различни религии или пак едниот е машко, другиот е женско. Нема поента зошто едниот да е напред, другиот да еден да е прв, другиот да е втор. Исто не можеш да правиш никакви математички пресметки со нив. Добро, у некои многу ретки случаи може нешто да се прави, но генерално не можеш ти да множиш едно машко пута едно женско, што ќе добиеш? Не можеш да мешаш јаболки и круши, не иде така. Така што тоа само ќе спомнам за овој тип на мерење. Добро, тоа беше главно за типовите мерење. Сега сакам да спомнам некои работи општо за мерење. Тоа е дека кога вршиш некое мерење, можеш да вршиш директно или индиректно мерење. Например, за директно мерење, ако земеш нели метрото и масата, видео е цело со мерење маси. Добро, го земеш метрото, мериш масата, тоа е директно, бидејќи го ставаш метро покрај масата и го од едниот крај другиот и ги читаш бројот на единици. Исто и со слично и со вага и така натаму. Додека индиректно е кога мериш нешто и од тоа правиш инференца, односно корелација сметаш дека има помеѓу тоа и тоа што сакаш да го измериш. Пример за ова е кога решаваш тест. Така, например, ти имаш знаење за одреден субјект. Така, си учел математика и сега доаѓа професорот, треба да те оцени, ти дава тест. И те сега го решаваш тестот, ама дали тестот стварно го мери твоето знаење? Сега некој каже да, некој не. Предпоставката е дека ако подобро си се спремил и ако повеќе го знаеш материјалот, ако повеќе знаење имаш, подобро ќе сработиш тестот. Али не мора секогаш да е случајот. Може два студента да имаат исто знаење, али едниот да реши подобро, другиот полош. Зошто? Бидејќи можеби малце поинаку го сватиле материјалот и така натаму и така натаму. Тоа значи дека тестот индиректно го мери твоето знаење. Така не може да ти влезе во мозокот да види што имаш, едноставно смета дека повеќе знаење резултира со подобар тест. Али тоа не мора да биде скроз идентично. И најголем дел од мерењата во биологија и хемија, па и физика, каде што не се вака за големи објекти, се индиректни. Така, например, ја кога мерам нешто во биологија, мерам нешто што се добило од нешто друго. Така, а не го мерам тоа што сакам да го мерам директно. Зошто? Бидејќи е тешко, скапо, не е толку прецизно и така натаму и така натаму. За најголем дел од работи во биологија
всушност се подлежат на одредени ензимски реакции каде што едно нешто се конвертира у друго и ти го мериш тоа другото и инферираш, пресметуваш колку било првото. Што мислам тоа? Пример, имаш некоја супстанца X и сакам да измерам колку имам од X. Али наместо да измерам колку имам од X, чекам X да премине во Y. Зошто? Бидејќи Y е полесно да се мери, хемиски гледано е полесно да се мери. И ја мерам колку има Y и викам Y има 130, така? И викам ако Y има 130, а знам дека се конвертира, не знам, 1:2, тоа значи имало од X 65. Океј? Значи не го мерам X директно, го мерам индиректно. Се надам ова го разбирате. Друга работа која што сакам да спомнам за мерење е нешто што се рекува доверливост. Добро, македонски е така, али не ми одговара баш терминот. На англиски е reliability, а другиот термин е validity, валидност. Што значи тоа? Reliability, односно доверливост, значи колку можеш да се потпреш на еден метод да ти ги дава константни резултатите. Така, например, ја ако земам сега ја мерам масава и измерам 120 сантима, така. Океј, земам пак ја измерам 120. Земам трета пат ја измерам 120. Тоа значи методот кој го користам е добро. Секој пат кога мераме ми дава исти број. Вред? Но што ако земам, не знам, да мерам со ластик. Така исцртам линии на ластикот и не знам, мерам еднашка 120, вториот пат 120,3, третиот пат, не знам, 120,2. Океј, пак се горе-доле исти бројките, но малце не е толку прецизно како убаво тврдо метро. Што ако земам, не знам, со конец или нешто друго и така натаму, и секој пат може ќе добиам малце нешто поразлична бројка. Сега ова е малце банален пример, но користејќи на различна апаратура, например кога ќе се качиш на вага и гледаш малце мрдаат бројките, оп, и некојаш ќе биде малце различно, некојаш малце горе, подоле, бидејќи едноставно самата апаратура, тоест физички работи кои се мерат, не може 100% да се измери. Океј, значи има одреден степен на грешка и тоа е прифатливо, но поентата е колку е доверлива таа машина да постојано дава некоја си точна вредност, така? Значи да не избегнуваат многу бројките при секое мерење. И тоа е битно. Некогаш ова и се нарекува прецизност, но некогаш има си подршка дефинирано, ќе ви покажам сега слика, ќе видите што мислам со тоа. Додека валидност е колку тоа што го мериш е битно за тоа што сакаш да го мериш. Што мислам со тоа? Имало, например, не знам, притам неколку стотици години се сметало дека врз база на тоа каков ти е обликот на главата, ако ти го измерам, можам да знам каков ќе ти биде карактерот, пример. И океј, да дојдам ја да те измерам главата и секој пат кога ти ќе те ја мерам, ќе измерам исто и така ќе добиам исти бројки, да дојде друг испитаник, така и он да дојде да ти ја мери главата и он ќе добие исти бројки. Така што методата на мерење ќе биде прецизна. Така, секој пат ќе добивам исти бројки. Тука не е проблемот. Проблемот е дали мерењето на глава воопшто ти кажува каков е карактерот. Одговорот е не. Така, иако секој пат кога мериш ќе добиваш исти бројки. Океј. Сега тоа често се рекува и точност. Океј, значи имаш точност и прецизност. Сега ќе ставаме на слика. Тоа е ова. Значи, кога правиш нешто, кога мериш нешто, можеш да бидеш прецизен, а тоа значи секој пат кога мериш, да мериш исто. Океј, со иста прецизност. Да не отстапува едно мерење од другото. Океј, прецизност е всушност отстапување на секој последователно мерење на истото нешто. Вред? Додека точност е колку е тоа вистина во однос на тоа што го мериш. Вред? Например, овдека ово е доста прецизен. Секој пат кога мери исто. Така, значи не отстапува едно мерење од другото. Но колку е тоа вистина што го мери, колку е точен, не многу. Така, значи далеко е од целта. Овде е точен, така, значи гаѓа кон целта, ама не е толку прецизен. Гледаш секој пат кога мери се разликуваат овие, не се згручени на едно место. Овдека ниту е точен, ниту е прецизен. Мала случајно. Додека овдека и е точен и е прецизен. Океј? Значи тие се работи кои треба да се запазат кога правиш некакви мерења, кога имаш некаква апаратура, колку е прецизна апаратурата, колку е точно тоа што го мериш.
И тоа е главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.